издание на Newsflash ке гледате. Светските лидери загрижени за новите руски напади во близина на нуклеарната централа во Украина. Скопје и Фиром се уште на патиштата низ Грција. Јужниот сосед нема промена на патоказните табли со новото име. Како на филм, FBI спречи заговор за киднапирање на новинарка на Гласот на Америка. Останете со нас, почнуваме веднаш. Поздрав од Вашингтон, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јован Чановмуски. Светските лидери се загрижени за новите руски напади во близина на нуклеарната централа во Украина. Белата куќа соопшти дека американскиот претседател Џо Бајден, францускиот претседател Емануел Макрон, германскиот канцелар Олаф Шолц и британскиот премиер Борис Џонсон разговарале за ситуацијата во Украина. Во соопштението на Белата куќа се вели дека лидерите зборувале за потребата да се избегнат воени операции во близина на централата и важноста од посетата на Меѓународната агенција за атомска енергија, што е можно поскоро за да се утврди состојбата на безбедносните системи. Разговорите се водат повеќе од една недела за да се организира посета на централата од страна на Меѓународната агенција за атомска енергија. Во телефонскиот разговор во петокот пак рускиот претседател Владимир Путин му рекол на францускиот колега Емануел Макрон дека Русија ќе им дозволи на меѓународните инспектори да влезат во фабриката. Нови руски воздушни напади се случија денес во близина на украинската нуклеарна централа, додека украинскиот претседател Володимир Зеленски предупреди на потенцијалните руски акции додека Украина се подготвува да ја одбележи годишнината од незината независност. Регионалниот гувернер изјави дека руските ракетни напади погодиле области западно од нуклеарната централа Запорожје. Ракетите погодиле куќи, градинка и продавници, вели Разниченко. А од останатите вести, Иран денес ги обвини САД за одложување на преговорите околу иранскиот нуклеарен договор. САД и Европската унија експресно вратија. Се уште го проучуваме неодамнешниот ирански одговор. А како авторитарните режими, како што Иран, се обидуваат да ги замолчат критичарите во странство и дали им успева во тоа. Како на филм, FBI спречи заговор за киднапирање на новинарка на Гласот на Америка. Обидите да ја замолчат окажуваат дека нејзиниот глас се слуша во Техеран гласно и јасно. Последните 12 месеци од нејзиниот живот лесно може да бидат поглави од меѓународен шпионски трилер. Беше шокантно, беше застрашувачки. Летото 2021 година FBI спречи заговор за киднапирање на новинарка на Гласот на Америка Масих Алинеџад. 5 иранци се осомничени дека планирале да ја киднапираат во Њујорк, да ја однесат со брод во Венецуела, а потоа во Иран. 4 ирански државјани во моментов се притворени под обвинение за заговор за киднапирање на Алинеџад. Потоа во јули оваа година снимка покажа 23 годишен азербејџанец на тремот од нејзиниот дом во Бруклин. Полицијата подоцна го запрела човекот, идентификуван како Калид Мехдиев, и во неговиот автомобил пронашла $1100 во готовина и пушка Калашников со избришан сериски број. Се разбира, се плашам. Јас сум нормално човечко суштество, но верувам дека и режимот се плаши од мене. Страствената критичарка на Техеран, иранска американка која работи за Гласот на Америка, новинарка и цврст бранител на правата на жените, Алинеџад е во екзил во САД од 2009 година, но дури и овде таа е цел на незиниот активизам. Иранскиот режим имаше неколку обиди да се ослободи од мене. Знаете зошто? Затоа што станав како ноќна мора за нив. Не само од мене, милиони жени како мене. Тие се плашат од нас. Техеран негира каква била вмешаност. Сега по заштита на FBI 24/7 Масих е жртва на она што експертите го нарекуваат транснационална одмазда, обиди на авторитарните влади да ги замолчат критичарите во странство. Freedom House вели дека охрабрени се повеќе непријателски режими. Повеќе влади действуваат и во демократските земји, внатре во Соединетите држави или внатре во Европската унија, каде што луѓето мислат дека се всушност безбедни откако ќе избегаат од авторитарната земја. Неколку фактори би можеле да го објаснат овој тренд, вели Гороховскаја. Постои ширење на ефтина технологија за шпионски софтвер, што им овозможува дури и на најсиромашните диктатори да преземат некои од овие тактики. Друг фактор е тоа што демократите досега на вистина немаа силен одговор на инцидентите, дури и на убиства што се случија на нивна територија.
Али Неджад, која има над 7 милиони следбеници на Инстаграм, вели дека друг проблем е западниот пристап кон авторитарните влади. Она што не е во ред тука се технолошките компании, затоа што технолошките компании му дозволуваат на Путин, му дозволуваат на Хоменеи, им дозволуваат на сите диктатори да уживаат во слобода на говорот на социјалните мрежи. Зошто? Тие истите диктатори им забранија на сопствениот народ да користи социјални мрежи. Како 7-годишно девојче во Иран, Али Неджад гледала свештеници на телевизија како држат мизогински говори. Now, the clerics are watching me. Сега свештениците ме гледаат мене. Станав новинар за да им помогнам на милиони жени како мене. Тешко е да се каже точно колку жени Масих охрабрува со нејзиното неделно телевизиско шоу Таблет. Но обидите да ја замолчат укажуваат дека нејзиниот глас се слуша во Техеран гласно и јасно. Патоказните табли во Грција со кратенката Фиром или со називот Скопје се уште не се заменети со знаци со новото име на Северна Македонија. Експертите бараат брза акција. Мики Трајковски од Охрид истражуваше нова тема. На дел од патиштата во Грција се уште не се променети старите патоказни табли на кои пише Скопје или Фиром, иако со Преспанскиот договор е предвидено почитување на новото име Република Северна Македонија. Во членот 1 од договорот стои дека официјалното име на втората страна ќе биде Република Северна Македонија, што ќе представува уставно име и ќе се употребува ерга омнес, како што е предвидено во оваа спогодба, додека скратеното име Северна Македонија. Тоа најдобро е објаснето во точка 7 од договорот, каде стои: влегувањето на сила на оваа спогодба и во согласно со одредбите од член 1 став 9 и став 10, термините Македонија, Република Македонија и ПЈР Македонија во преведена или непреведена форма, како и привремената референца поранешна Југословенска Република Македонија и кратенката ПЈРМ ќе престанат да се употребуваат за обраќање кон втората страна во каков бил официјален контекст. Екс-амбасадорот Ѓорги Филипов вели дека и соседна Грција треба да го почитува договорот како што тоа го прави Северна Македонија. Уште една година има тоа техничкиот период кога треба да бидат тоа се технички прашања кои што треба да бидат завршени од двете страни. Каде што и Република Грција ќе треба да ги промени тие таблици во кои што се кажува Фиром. Некаде се оди и во ситници, па некој проверува, вие не сте промениле таму, затоа ние нема да промениме овде, што не соодветствува со одредбите на договорот во кој што пишува дека земјите ќе соработуваат и пријателски ќе се однесуваат. По однос на ова прашање од владата велат: во однос на прашањето на старите патокази информираме дека тоа прашање е покренато со Грција, како и многу други теми од интерес на двете држави, како и очекувањето дека истите ќе се решат во многу скоро време. Филипов пак смета дека треба да се забрза процесот на имплементација на Преспанскиот договор. Апсолутно, значи дека има уште многу работа, не само што не е завршен техничкиот период од 5 години, ами дури тогаш ќе почне, откако ќе ги почнеме преговорите, а веќе тоа го направивме, почнува на некој начин и овој политички период кога за дополнителни 5 години треба се решат некои прашања кои што произлегуваат од самиот договор. Од владата пак велат дека со владата на Грција продолжувале да ги спроведуваат обврските кои произлегуваат од Преспанскиот договор. Во тек била и подготовката за отварање на нови гранични премини, а двете комисии за историски, археолошки и образовни прашања, како и меѓународната експертска група за трговски марки продолжувале со работа, додека бизнис заедницата одржувала редовна комуникација. Преспанскиот договор, кој го реши долгогодишниот македонско-грчки спор за името, беше подпишан на 17 јуни 2018 година на грчката страна од Преспанското езеро во селото Нивици. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Тоа беше се за денес. Јас сум Јован Чаномовски од студиото во Вашингтон. Имајте убав ден. Пријатно.